Почитувани, го прочитавме соопштението на студентски отпор и мора да се согласиме дека нивните барања се рационални и оправдани. ВМРО-ДПМН е партијата која што го слуша гласот на студентите и им излегува во пресред кога е најпотребно. Загрижени сме од односот на власта кон студентите кои се над 50.000 на број. Тие се иднината на секоја држава и не сме да почувствуваат дека власта или институциите ги оставаат на цедило. Огромен е бројот на македонци кои студираат по странски универзитети, а доколку нема значителни промени кај нас дома, тој број само ќе се зголемува. Условите со кои што се соочуваат студентите е една од најголемите причини за иселувањето на младите. Поради погоре наведените причини, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија ќе ги поднесе следните амандмани: 100 милиони денари за реконструкција на студентските домови, 100 милиони денари за енергетска ефикасна рехабилитација на студентските домови, 200 милиони денари за еднократна финансиска помош за сите ученици во основното и средното образование кои доаѓаат од семејства со примања до просечната плата, 200 милиони денари за покачување на субвенционираниот студентски оброк од 120 на 160 денари и 300 милиони денари за унапредување на науката и научно-истражувачката работа. Ги повикувам пратениците од мнозинството да се охрабрат и да ги прифатат овие амандмани за младите да имаат подостоинствени услови во услови на најголемата инфлација која во моментов изнесува 20%. Ви благодарам, доколку има прашања, повелете. До денеска до 16 часот, додека иде ловнички рокот за тие амандмани. Па тоа е уште еден неклатантен доказ дека владата подклекнува пред бугарските барања. Јас навистина не ја гледам потребата за создавање на ново законско решение, кога ова во моментов е изгласано со консензус, све што треба да направат е само да започнат со имплементација на истото. Ви благодарам.